Здраво на сите. Најпрво да се извинам за тоа што полого време не немаше на YouTube. Не е за тоа што не сум имал време, него бев во Лас Вегас. Кај се бил? Обично секој така знае да се извади. Си бил живи мајка. Извинете малце ради шейкинг, ама јас сум од село Билимбего, или како што милуваат сега да кажат населба Илинден со статус на град. Одам по неасфалтиран пат, а и плюс раце вежба сега теретана и шейкингот е уште на малце повисоко ниво. Сега ќе може да го видите патот како изгледа. Прекрасна милина. А иначе зашто не сум снимил? Па не снимав овој период највеќе ради тоа што не работам во фирма па да имам време после 4 сат да бидам слободен. Си имам собствен бизнис на кој што некој мораше да се посвети за да даде жртва за тој бизнис да обстојува. И така да не се наоѓа време баш и за овој дел, ама од сега, од како ги средив некои работи, ветам дека почесто ќе има видео. Нема толку да замараме за правилно вежбање, не знам што. Имам нешто што е стварно кул периодов што сакам да го направам. Инаку пред точно сум остарал. Пред едно 10 години освоив атлета на Македонија. Бев такмичар у бодибилдинг. Се такмичев, уште идев. Сам филмот ми беше тоа, знаеш, на амерички сон. Кога мислиш дека и свашта мое што и треба, не знам што. Али сега кога ќе пораснеш сваќаш дека све тоа е само публицитет, дека само промоција, дека најпрво за себе, за здравје го правиш. Ама главном го правиш и за промоција на она што го градиш, што го имаш како легаси. Само ако не си у фирма, ако си у фирма successful slave. Сакам да настапам на Куп на Македонија. Тоа е сега на 20 април во Борис Трајковски ќе биде. Во некои преговори со председателот на Бодибилдинг Федерација Бобан Ѓоровски. Ако случај го гледа ова видео, поздрав до него, ме да чисто сумњам. Значи во Борис Трајковски во малата сала, сабота 20 април. Значи уште сега е вторник, доека го снимам ја ова, не знам како излезе видео, кога имам време да го едитирам, кога имам живци да го едитирам. Значи имам неколку дена што се вика до настап. Многу се замарам за формата што како ќе биде. Се гледа, мислам. На една недела пред настап дознав дека ќе настапувам. Мислам, решив дека ќе настапувам. Иначе моментално си правам кардио, само што завршив тренинг раце, како што кажав. Си правам кардио во моето омилено место овде, затоа што вон цивилизација нема луѓе, нема кој да те прашува дали го продаваш голфот, од кај ги купи патиките и ред други небитни прашања само за да ти прават лица. Едноставно е мирно, нема никој околу тебе, сам си со твоите мисли, си правиш кардио, си правиш тренинг, че уживаш во атмосфера. А атмосферата е, мислам, на оваа атмосфера. На таква атмосфера, мислам. Иначе почна да врне, а камерава не е водоотпорна. Што значи дека ќе морам да се сокријам у некој жбуњови ако заврне појако. Сакам да направам кардио. Не бројам чекор, мислам, немам оние сати што се, да не кажам, да не ми се банува видеото зашто мислам за тие сати контрастрейт. Бројам чекори, бројам калории, бројам не знам што. Who the fuck is that guy? Значи, не се замарам уопште што и како, мислам дека од прилика сум на некој си добри 2-13% body fat. Као што кажав, на исхрана не пазам воопшто, јадам све што ќе стигнам. Женет човек, нормално. Најпрво, најглавно од све за мене да не ја навредиш куќата. Како да кажам, домаќинката во куќата што се потрудила да ти сготви нешто, или без разлика и ти да си го сготвил, тоа е како магија на куќата. И ти не јадам тоа зашто јас не знам што се спремам за некој надпревар. Си го вреѓаш домот, си го вреѓаш домаќинлукот. Јади си свашта. I don't believe in it clean.
Иначе, да, си земав и некоја чоколадица со мене. Нормално. Кардиото го правам заради тоа што кондицијски сум нула и некако на тренинг се задишувам. Немам кондиција да извежбам како што треба, мислам не сум како на 16 години. Некоја имитација на Киндер. Нема да го рекламирам. Убаво спомнав. Кога више би го рекламирал, нека плати некој нешто. 1000 и колку субскрайбери имаме више. Тама работа. Треба и некоја пара, нормално. Зашо го правиме ова? Шала на страна. И добра чоколадица. Топ. Значи, него си 6-7 километра ќе утепам. Не за да слабеам и за да не знам шо. Не бројам колку калории. Не пазам на јаглерохидрати, не пазам на карбонхидрати, не пазам кога јадам. Спијам кога ми се спие. Јадам кога ми се јаде. А тоа е 6 пати дневно, 7 пати дневно. Така нешто. 6-7 оброка имам дневно. Углавном сите се високопротеински оброци. Не се нешто, не знам, како сега чоколадца. Избегавам junk food. Мислам, општо избегавам junk food. Уште од дете сум така научен. Зашто веќе 25 години сум у спорт. И никогаш не сум бил некој карактер што ќе седне и ќе изеде джак чипс со 4 пива. Или плюс. Секогаш сум пазил на формата и затоа и нешто не ми е тешко вака да малце посконцентрирано да сменам тип на тренинг само, да качам малце поише на кардио и како што кажав без никакво броење и глупости и замарање психички да извадам некоја форма што ќе биде пристојна. Сега ја не викам дека ќе видам не знам што best shape ever, невидено нешто на македонската сцена. Не зимам анаболици, не зимам стероиди. Никогаш не сум зимал, нема ни да зимам. Али колку може со протеин, креатин, со такви работи, колку може да се извади форма, толку и ќе биде таа форма на бина. Што тој што не може да дојде на 20, ќе има прилика на YouTube каналов да види што како ќе биде целиот настап. Па ќе си направиме едно видео како нешто motivational, све демек припремите ова она. Не демек, него стварно се припреми. Стварно нешто за што ќе се потрудам да изгледа како што треба, да извадиме еден убав пакет на бина. И како што кажав за промоција на сето она што го работам јас. А јас работам спорт, работам со деца, работам боречки вештини. И тие деца ако не гледаат, мислам ако немаат фигура на која што ќе се огледаат, ако е тренерот нешто со стомак. Може некој вук да ми излезе од негде. Ако е тренерот со стомак, што тоа дете ќе научи? Или пат замисли доаѓа родител да го запише детето и тренерот овдека уште една глава му пораснала, поштил стомак, никаков, не личи на нема војничка фризура, ми прави некои шишки. И ја како родител, пример, кога би се остварил како родител, да го пишам детето дека таков тренер нема шанса, зашто ако тренерот не се грижи за тоа како изгледа, како ќе му каже на моето дете што и како треба да прави, за да се грижи за сопственото здравје. Logic. Како што кажав, уште од сега се задишив. Немам ни 2 километра уште. Заврна. Прекрасно место. Почбунча, комарци, пецање, ломови. Џабе пиев протеин. Протеиното крвта иде. Они крвта ми ја испија пола и поише, значи ми го зема и протеинчето и све. Протеински комарци има се. Морам да чекам да преврне, мислам дека вака нема ни да се види дека врне. Не се не приметил. Малце да преврне и ќе направам едно кругче уште 2 километра у еден смер што нема да го снимам натака, кога ќе стигнам пак на оваа точка
овдека за назад, од тука ќе го довршам видеото и таман до дека да стигнам дома, за да не откривам каде сум, за да не стане актуелно место, па и некој друг да ми досеѓа навака, зашто си го знам само ја. И стигнав на посакуваната точка. Ау, комарци. Браво. Ми сцепи. Од тука негде отприлика имам уште 2 километра до дома. И тоа ми е... Знаеш вака, кога правиш кардио и ќе го направиш кардиото во едно кругче, и тоа кругче ти е близу до дома и во секој момент можам да си отидам, сум излегол на игралиште да трчам или не знам, сум излегол со точак, нешто, што со точак брзо ќе се вратам. А вака, ќе појдам у еден смер да се движам, пример сум излегол од дома, ќе појдам у еден смер да се движам и ќе отидеш негде на 8 км, јеби га, мораш да се вратиш. Што значи дека кардиото ќе ти излезе 16 км. Али смартвач мораш да носиш, да броиш, да ова, да... You're broke! Иначе, не знам како изгледа кадрот, затоа што снимам со Sony A6000 и немам флип скрин. Така да, со држачи вака гледам, треба да си префрлам на телефон, па другата рака со телефон, вака да одам со телефонот и да гледам. Леле, чекај колку сум убав. Знам ја колку сум убав, 30 години келјав човек со брада. Многу си убав. Таа што треба да мисли дека сум убав, мисли, за другите не ми е нешто многу битно. Иначе, ова е место кај што живеат најубавите брези, па можеби на планетата Земја. Морам да ви ги покажам овие брези. Милина. Знаеш што е добро на ваквите места? Тоа е добро што вака нешто ќе шушне и ќе ти извади од памет. Сега морам да влезам у жбуњот да видам што е, мислам мозокот мене така ми функционира, ама еве ќе идам против тоа. Пепел. Пепел. Ама викат вода све пере. Леле комарци. Нема кога сакаш да си сам, кога не ќе да си на пешачка зона со пола милион луѓе, што сите ќе ти довикуваат, ќе ти прекинат и одење и серија и... Поготоа кога трчаш на секунди, на минути. Еј, што правиш, па чекај, абе знаеш ли што у фирма кај нас, јас секој ден купувам сок, никој друг не ќе да купи, shut the fuck up. Вака кога си сам, добро е што, види, снимам за YouTube и гласно можам да размислам на овие места и можам да си разговарам сам со себе, односно со вас, за се тоа што ти лежи на памет. Суморив. Мислам дека после на вакво кардио најубаво лежи чај. Обично си да гледат тестенини пред тренинг, јадат тестенини. Ако ми се јадат сега ќе јадам, а сега ми се јадат тестенини. Така да ќе си направам еден тањер со грб вака шпагети. Гледате Windows. Само уште полјанка му фали вака. Прекрасно. И сега, хейтери, боже каков селјак таму детели на кози пасат. Да, во згради, како? Од тарасата вака му подаш филџенче на комшијата? Никој не би живеел така. Да, добро, сега да не стекнам хейтен респект, секој си знае за себе. Ке ми пишуваат дека у зграда па немаш двор за чистење, па боле да имам двор и конј да пасува у него. Него ли да живеам така, ама добро. Види што и да коментираш негативно, каналов е за фитнес, а кај мене у сала се пехарите и медалите, така да што и да коментираш, треба и твојата сала или соба да ја напуниш со медали и пехари, па да бидеш компетентен за да коментираш било што. Right in the feelings. Во видео би го поздравил и Сокле, знам дека ќе го гледа видеото. Одамна му зборев дека треба да почне да снима за YouTube
Сам за YouTube тоа звучи како ова е корпорација, па ние снимаме сега и гледај пари, вау, земав 14.000 евра од ова видео. Како што кажав, се е промоција, значи он си има некој собствен бизнис, тука си наоѓа најлесен начин за да си се промовира. И тоа е добро, мислам, тоа е најпозитивна ствар што може да се деси. Поздрав до Сокле, стварно многу ми е мило што почна да снима, значи можеби 3, ако не и 4 години уназад му зборам дека тоа што го работи, што вежба, што го измачуваш телото, зашто сепак бодибилдингот е спорт кај што ти го измачуваш телото, како сакаш врти ја работата, што сакаш кажи околу тоа, го измачуваш телото, тоа е факт, телото е нешто што се троши и нема да го имаш ти на 60 години исто како што го имаш на 18 или на 30 или и така натаму и така натаму. Значи го измачуваш телото, а не го уновчуваш тоа е многу погрешно. Значи треба да го уновчиш со тоа што преку овој начин многу поише луѓе ќе дознаат за мене, за него. А иначе ќе го оставам доле неговиот канал, поддржете го, субскрајбнете кај него. Следно видео ќе работам некој тренингче, па може да го поканам да изработиме нешто на отворено, зашто јас сум и за на отворено небо да се направи некој тренинг. Мислам дека може многу добар тренинг да се извади со калистетикс, со сопствена тежина, па и кардио тренинг, па имаме прекрасно место тука. Ние селјаците, рит, поле, мислам такво нешто. Ајватовски рит може да поидеме заедно да направиме едно кардио. Мада верувам дека поише кондиции има од мене. Помлад човек. И да се поддржуваме еден со друг, да одиме напред. Се крена некоја прашина, убав ветер. Милина, вака од повисоко го снимам, може подобро ќе се гледа. Тоест нема да се гледат козите од таа страна, ќе се гледа само полето. Полека влегувам у цивилизација и не дека ми е непријатно да снимам, мислам, гале ми е за туѓото мислење што и како. Мислам, снимам у теретана, снимам кај мене у сала, снимам по улица, снимам. Воопште не ме дирка тоа. Само што влегувам у цивилизација и ќе почнат муабети. Комшо, што пришол оно и ќе морам да го прекинам видеото, затоа ќе бидам тука малце пократок. Значи, уште еднаш. 20 април, мала сала, Борис Трајковски. Излегувам бодибилдинг до 70 кг, верували или не. Иначе имав, убаво кажав ова до 70 кг. Имав пред 3 недели, скоро 80, 77 и 300 бев. 77 и 300, моментално сум 71 и нешто, 71 и 800. Ама кило и 800 е брз метаболизам, добро прифаќа телото кардио, мислам дека до вечер можам 69 да дојдам ја. Ќе стигнам до посакуваната килажа, како за крај на ова видео ќе направам се еден позинг дома и ќе го спојам тука за да видите каков е моменталната форма, моменталниот шеп, во која форма сум и како се тоа изгледа за кои промени усвари ќе ги има овие денови, да видите која форма ја вадам на бина во сабота. Ова во животот ви го посакувам на сите. Гледај, некој те чека и не може да те дочека и поаѓа по тебе. Ето. Байсеп шат. Ха-ха!